Како што и самите гледате, извештајот на господата специјална обвинителка Катица Јанева се претвора во еден бестселер, односно една непресушна инспирација. Посебно, со оној дел каде што таа веќе отворено и транспарентно ги повикува сите криминални или потенцијално криминални структури во државата да соработуваат со неа, па им вели, цитирам: "Во текот на извештајниот период ги повикуваме сите субјекти кои поседуваат незаконско прибавени аудио и друг вид разговори помеѓу одредени лица, истите да ги достават во најкраток можен рок во просториите на специјалното јавно обвинителство." Господја специјална, определете се на чија страна сте. На страната на законот или на страната на криминалот. Знаете добро дека самото поседување на незаконско прибавени и прислушкувани приватни разговори е кривично дело само по себе. Дали сте свесна дека со ова не само што повикувате на кримиогена соработка, туку уште повеќе го стимулирате производството на вакви незаконско стекнати материјали? Во што се претворате? Во инквизиција поврзана со лумпен пролетаријат? Почитувани присутни, кога на ова ќе се надодаде и барањето за измена на законот за заштита на сведоци, таа всушност бара начин да може полесно да го озакони заканувањето и уцените и подплатувањето на сведоци, затоа што очигледно ништо крупно и ништо спектакуларно нема најдено кај тие разговори кои што ги поседува. Господјо специјална, и вчера ве прашавме и повторно ве прашуваме. Кажете ни дали има нешто од тие наводни 5,5 милиарди евра испрани и незаконски изнесени од Република Македонија. Кажете ни дали има земено пари 16 милиони долари од страна на кинезите. Граѓаните на Република Македонија ги интересира дали има земено мито од страна на израелците. И на крајот, граѓаните најмногу ги интересира кој прислушувал, зошто прислушувал, кој го нарачал тоа прислушување и се разбира кој го платил истото. И во самиот извештај велите дека обвинителите ви се обесхрабрувале, а тоа е затоа што безпотребно трошите 4 милиони евра народни пари, па сега спас барате во наместени сведоци, бидејќи ви се уарни комодитетот кој што го уживате, вашата плата од 3000 евра, па барате сега и од меѓународната заедница да ви даде право да имате неограничен рок на трајање на ова обвинителство. Значи, после изјавата на Зоран Заев, кој што во јавност е познат како човек кој што, народски кажано, како да каснал нога од кокошка, па ни го соопшти тоа од кое што сите ние се плашевме, а тоа е дека на 11 декември оваа година со парламентарните избори нема да биде решена таа политичка криза која што има, туку дека ќе има обид за од меѓупартиска криза да прерасне во меѓуетничка криза. Тоа е многу опасен обид. Сметаме дека целта на ова сценарио, кое што е креирано во определени центри на моќ, а е подпомогнато од домашни слуги и предавници, има почетна цел сериозно ослабување на водечкиот македонски политички блок на сметка на албанските блокови, а крајната цел, за жал, сметаме дека е промена на уставот на Република Македонија и редефинирање на државата во сите сегменти во нејзиното постоење.